вечер од Вашингтон. Ова е ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски јазик Newsflash. Јас сум Лилица Китановска. Голема вест за Дарфур. Суданскиот председател бара моментално и безусловно примирие. А во Соединетите Американски држави, додека работи на транзицијата, новоизбраниот председател бара начин да го затвори Гвантанамо. Суданскиот председател Омар Ал-Башир денес кажа дека владата ќе почне да ги разоружува провладините паравојски и ќе ја спречи употребата на оружје меѓу вооружените сили. Ќе биде воспоставен мониторинг за да се обезбеди завојуваните страни да го почитуваат примирието. Washington Post вели дека двајца највисоки представници на разузнавањето очекуваат да бидат сменети кога председателот Барак Обама ќе дојде на функција во јануари. Майк Макконел, директорот на националното разузнавање и директорот на ЦИА Майкл Хајден имаат силна опозиција од некои конгресни демократи да останат на функциите. Законодавците се особено жестоки кон нив заради нивната поддршка за политиката на Бушовата администрација во однос на методите на испрашување на терористите, како и заради програмата за прислушкување. Во овој контекст е и веста што доаѓа од извори блиски на транзицијскиот тим на Обама, дека новоизбраниот председател бара начини да го затвори кампот за приведување во морнаричката база во Гвантанамо, во Куба. Имено се разгледувал план за ослободување на околу 250 приведени, кои се уште се држат таму, а некои да бидат испратени во Соединетите Американски држави, за да имаат судење пред Федерален суд. Се планирало и создавање на суд за национална безбедност, каде ќе се водат постапките со најчувствителни разузнавачки информации. Патот до Белата куќа често е предизвик, но кога еднаш таму ќе се стигне, велат следи уште потежок меден месец. Барак Обама во тој поглед нема да биде исклучок. А еве какви совети му даваат неколку вашингтонски инсайдери. Новоизбраниот председател Барак Обама наследува тешка економска состојба и 700 милиарди долари финансиска помош одобрена од Конгресот. Тој ќе биде и врховен командант на армијата што се бори во Ирак и во Афганистан, а се соочува и со потенцијални закани од лидери кои отворено ги критикуваат САД. Брайан Дарлинг од Heritage фондацијата вели Обама не смее да се распостеле на се наеднаш. На изборите се виде дека американците се се уште разумно конзервативни. Ова е нација повеќе ориентирана кон средината. Тој не смее да прави потези што многумина ќе навредат, како на пример акција за одземање на оружјето или легислатива за регулирање на хомосексуални бракови. Леон Панет, поранешен шеф на кабинет под председателот Бил Клинтон, извлекува лекција од искуството со него. Бил Клинтон се зафати со прашањето на хомосексуалци во армијата. Дефинитивно лош избор за почеток на неговата агенда. Овој председател мора да се фокусира на најважното прашање – економијата. Кенет Дуберстајн бил шеф на кабинет на председателот Роналд Реган. Тој вели дека недели пред да дојде на функцијата, Реган го испратил на Капитол Хил да воспостави врски со законодавци од двете партии. Стивен Хес од Брукингс институцијата бил советник на Белата куќа во време на неколку председатели. Обама е во добра позиција, вели тој. Таму има брдо членови од неговата партија. Дури нема да треба да посега далеку за да минат некои работи. Следниот прилог е од областа на здравието. Нова студија покажува како може да се идентификуваат нови пациенти со ризик од срцев или мозочен удар. Околу 25 милиони луѓе во светот земаат статини за контрола на холестеролот во крвта. Статините се најпродавана група лекови во САД со најмалку 22 милиарди долари годишно. Но статините не се само голем бизнес, тие се и големи вести. Со години овие лекови биле препишувани на пациенти со висок холестерол за превенција на блокирање на артериите и намалување на ризикот од срцев и мозочен удар. Но нова студија најде дека статините помагаат и кај други 25 до 30% од пациентите. Според произведувачот кој ја финансирал студијата, 32 милиони луѓе со нормален холестерол, но со знаци на воспаление на крвните садови имале корист од статини. Студијата Јупитер, како што е позната, вклучила 18.000 луѓе и донела недвосмислени резултати за 2 години. Кардиологот Дейвид Пърл од Универзитетската болница Џорџ Вашингтон во Вашингтон смета дека на статините сега се гледа како на средство во превентивната медицина. Сега можеме да интервенираме во рани фази на болеста и да третираме луѓе пред да добијат срцев удар.
Имено најдено е дека пациенти со нормален холестерол, но високо ниво на С-реактивни протеини го намалиле својот ризик од срцев удар за 54%. С-реактивниот протеин се наоѓа во крвта кога постои артериско воспаление. Доктор Прл вели дека ниеден лек не е без нус појави. Ова се лекови кои добро се толерираат, но некои студии покажале дека може да имаат влијание на црниот дроб или да доведат до зголемување на стапката на диабетис. Ова значи дека не сите со нормален холестерол може да земаат статини. Консултирајте се со вашиот лекар, советува доктор Прл. Го гледате News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. До гледање.